Благодарам, председателе, почитувани колеги пратеници. Почитуван колега Тунтев, велите наредните генерации да оставиме да судат за она што и како прави шарената револуција и кои се нивните дела што ги остава за наредните и сегашните поколенија. Јас ќе бидам малце поконкретен. Пајде дајте шанса на сегашната генерација да оцени и процени дали ова што го прават припадниците на така наречената платена револуција е добро или не за Македонија, за македонците, за македонскиот идентитет и историја. Одважете се, кажете кога да излеземе на избори, кога сте спремни и овие генерации македонци и македонски граѓани да оценат дали ова што навистина се случува низ градот Скопје и низ градовите низ Македонија е во ред или, како што и самите знаете, не пола милион, повеќе од пола милион граѓани, бидете сигурни, ќе ви кажат едно големо не за целото ова шаренило што го правите низ спомен обележијата во градот Скопје и градовите низ Република Македонија. Кога зборуваме за СДСМ и велите имаме конзистентност по одредени работи, конзистентноста на вашите ставови се огледува и во следниот ноторен факт. Предложивте пред одредено време во Собранието на Република Македонија едно законско решение со кое ќе треба да се укине радиодифузната такса. Зошто кога вие бевте на власт од 2002 да речеме до 2006 година не ја укинавте радиодифузната такса? Ќе ве подсетам, ќе ги подсетам и граѓаните на Република Македонија. Тогаш радиодифузната такса изнесуваше 350 денари или 2,5% од просечната плата во нашата држава. Сега радиодифузната такса е 190 денари и таа е 0,9% од просечната плата. Значи, кога е поголем? Дали тогаш кога вие бевте на власт радиодифузната такса или сега? Тоа е она со кое вие постојано манипулирате со собствените граѓани, играте на карта на несеќавање, односно на интелигенцијата и ја подценувате на собствените граѓани, а од истите тие граѓани барате доверба за наредни избори. Ве слушав внимателно на Комисијата за транспорт и врски, ве слушав и сега во вашиот говор и постојано го споменувате проектот Скопје 2014 и велите во најмоја рака е тој дискутабилен. А во тој проект Скопје 2014 меѓу другото се и спомен обележијата на еден Гоце Делчев, Даме Груев или Дамјан Груев, како сакате, имавте едни интересни амандмани во Законот за основање на Универзитет за национална безбедност, па велите не да се викаат Дамјан Груев, да се вика универзитетот Дамјан Груев и тоа за вас беше голем проблем. Таму се спомена обележијата на Ченто, на Апостолски, на Глигоров, на Полежина, на Брашнаров и така натаму и така натаму. Што ви пречат делата на овие дејци на македонскиот народ? Мене навистина не ми е јасно ни на граѓаните на Република Македонија. Затоа не се чудете што на 5 јуни на вчерашниот ден немаше избори во Република Македонија. Македонските граѓани добро знаат зошто избори вчера во Македонија немаше. Но тие бараат одговор кога ќе бидете спремни за да легитимитетот го вратите во нивни раце, односно тие зад параванот да одлучат дали и македонската радио телевизија работи онака како што треба.